Секое вдишување носи отров. Мостот Близнаци веќе неколку дена е блокиран. Паролите силно одекнуваат, но дали има кој да ги есапи? Па да, мислам, кога ни негираат чист воздух, мислам дека да, секој би се чувствувал колку толку загрозен. Па во поглед на личното здравје, да. Чувствувам конкретно и тегоби, значи патам од алергии, целото ова загадување, посебно од Вардариште, долги години наназад, а ме принудува да морам да користам секојдневно назални спреви за да можам да дишам. Дали се чувствувате загрозени? Загрозени се чувствуваме од Вардариште 30 кусор години, не е вчера. Премногу од сето ова што се случува, како ги растеме децата, како ние растеме, како живееме, како битисуваме, мислам дека сме и премногу и треба да сме премногу загрижени од сето ова што се случува. Како не се чувствувам сина загрозена? Премногу. Прво имам и обструктивен бронхит, хроничен обструктивен бронхит. И си само можете да замислите ова загаденост, што значи за мене. Па јас не знам конкретно за што се работи, никој не излегол да каже или да ни потврди тоа и тоа се случува на Вардариште, тоа се гори, тоа се согорува и така натаму. Не, никој не знае што дишеме, нити што јадеме, нити што пиеме, ништо, тоа не знаеме, за тоа треба да имате институции со печат кој што вреди. Јас колку што знам не, така да нема се уште никакви информации. Никој не знаеме што дишеме. Знаеме само дека тоа што го дишеме не е окей. Не, штипи, очи штипи, нос гребе, грло горчи. Ја не би рекол дека знаеме што дишаме. Ние мислиме дека дишеме воздух, меѓутоа не знаеме што дишаме. Кои се вашите барања? Единствено барање да дишеме чист воздух. Значи, подитно да се оградат, и тоа со нека убава ограда цврста, и 24 часа на обезбедување. И после да се пристапи кон расчистување, селектирање на отпадот. Па прво и основно да се задоволи правото на чист воздух и нели кога ќе излеземе надвор од зградите да не гледаме облак од чад на секаде замагнен. Обезбедување нова депонија, од аспект на тоа да се внимава кој има пристап, како има пристап, мониторинг и надгледување, значи оградување, мониторинг и надгледување 24 часа на самата депонија. Кои институции според вас најмногу потврлија? Кому се обраќате? А кажете ми која институција не потврлила во овој случај. Значи се работи за една системска слабост. Комуналните здруженија низ Скопје и општо Министерство за животна средина и се тоа има недостатоци или никакви мерки за ова да се спречи. И сите министерства се ложатар, нека се нека го решат или нека си одат. Значи Министерството и заедно со инспекторатите за животна средина, како на централно, така и на локално ниво. Значи може велиме има еден инспектор во општината, ама имаме 20 што ништо не работат. Ништо во држава не функционира и ова е допринос на сите влади кои што до сега, да речеме, се на власт.